Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Денес, кога го снимам ова видео, е првиот ден од пролетта, времето е облачно, врне цел ден, мрачно, како и да е. Тоа не е лошо време за размислување за книги, зборување за книги, за читање. Јас во секој случај си направив чај, ве поканувам да го следите, да го изгледате ова видео и да видите што имам да кажам за романот за кој што ќе зборувам во ова видео. Се трудам романите што ги презентирам на каналот да бидат на некој начин да бидат проверени романи, ако може да се каже, значи по препорака или ако некој роман добил добри критики или добил некоја награда, иако тоа не е критериум нормално, а секако има прашање на вкус. Роман што може мене да ми се допадне, на некој не може да не му се допадне и обратно. Како и да е, она што се трудам да го правам е да романите за кои што зборувам сепак да бидат со свежи впечатоци, значи да ги имам прочитано неодамна. Значи избегнувам да зборувам за романи кои што сум ги читал пред 5 години или 10 години или многу одамна. Денес ќе зборувам за еден многу интересен роман. Иако интересен не е вистинскиот збор за овој роман, повеќе би рекол уште од самиот старт, ако издвам еден збор со кој што би го опишал, еден од неколку зборови со кој што би го опишал овој роман за кој што ќе зборувам, е зборот елегантен и елегантна проза. Зборувам за Цел живот од Роберт Зеталер. Значи ова е роман, Роберт Зеталер, пред се за него е австриец, мислам дека е роден во Виена, меѓутоа ако не се лажам, поголемиот дел од животот живее во Германија и таму е писател, има неколку романи, издадено, меѓутоа и актер е, и глумец. И има уште еден познат роман издадено, мислам дека се вика Трафикантот или Трафикант. Меѓутоа ово е исто така негов доста популарен и многу добро има поминат овој роман. Мислам дека не мислам, туку има влезено во потесниот круг, во потесниот избор за наградата Букер пред некоја година. Го има издадено во 2014 година, а кај нас овој роман е во издание на Art Connect во 2018 година, да. И превод од германски од Катерина Јосифовска. Катерина е според мен, една од најдобрите преведувачки во Македонија. Имам сретнато нејзини преводи и од англиски, и од шпански, и од германски. Да кажам нешто за романот. Значи, романот Цел живот, или може на некој начин да се преведе како целосен живот, го следи буквално животот од раѓање до неговата смрт на еден австриец, на еден човек по име Андреас Егер. Андреас Егер живее во едно алпско село, мало местенце во Австрија, сместено доле во пазувите на австриските Алпи. И она што е интересно е што романот има некои си 125-126 страни. И сега тоа е до некаде е ризик на толку кратко, на толку мал број страници, на толку мал простор да се обидеш да прикажеш нечи цел живот и тоа да го направиш добро, убедливо, суптилно со нијанси и тоа може да веројатно може да биде одреден ризик. Меѓутоа, овој роман е доказ, според мене, дека успел Зеталер да го направи тоа, да прикаже еден човечки живот од раѓање до смрт и да го прикаже, ако не употребам збор на мајсторски начин, меѓутоа сепак на многу фин, многу сериозен начин. Меѓутоа, не го прави она просто линеарно да тече действието, туку не го дава животот на овој човек, најобичен човек од тоа време, селенец, во неколку, буквално би рекол со крупни потези, кога би се сликала една слика. Значи, гледаме во тие периоди од неговиот живот кои што се опишани во романот, има клучни, одредени случаи кои што се клучни за него, клучна случка и во детството, во неговото момчештво, дека не живее со своите родители, туку живее кај своји родини кои што сурово го третираат. Подоцна го гледаме ќе се случи една случка, една трагична снежна лавина која што кобно ќе заврши. Има една многу интересна случка додека се наоѓа на Кавказ и таму ево германската војска
и додека е на една планина сам, осамен тамо, има одредена задача и ќе се сретне очи во очи со еден руски војник и тоа е многу интересна случка. Поминувајќи го животот подоцна и пред тоа, речиси целиот живот скромно работејќи во таа компанија што гради жичарници, копајќи дупки во карпите, ставајќи динамит, ставајќи шипки, градби, конструкции. Ставно обичен живот на еден обичен човек во Алпите, во подножието на Алпите во Австрија, поголемиот дел од првата половина од 20 век до некаде 70-тите години. Иако не постои обичен живот, ако гледаме од друг аспект, секој живот е необичен затоа што е уникатен и единствен и нема да се повтори. Секој оние што живееле досега, ние кои што живееме сега и оние што ќе живеат после нас, секоја приказна е уникатна и заслужува внимание. И токму тука имаме еден многу убав пример за една обична приказна, повторно обична во наводници, која што не е спектакуларна, не е скандалозна, меѓутоа е кротка, е смирена и прикажана на еден многу фин начин со многу убава проза. И имаме еден лик кој што живее во место и во една околина во која што не се изразуваат. Животот е суров, животот луѓето немаат време за интроспекција, луѓето немаат време да си ги испитуваат најдлабоките емоции или да изразуваат емоции. Значи сепак тоа се селани, обични луѓе и едноставно од надвор го гледаме надворешниот живот на Андреас Егер, меѓутоа гледаме како и тоа влијае на него внатре. Како што кажав, низ неколку главни сцени или низ неколку главни периоди во неговиот живот. Читав една статија во Irish Times и тамо вели ова е нежен, евокативен, но никогаш сентиментален роман. Токму тоа, значи, нежен е, овој човек е скромен, овој човек е обичен, се труди, е силен, е цврст, работлив, нема некакви ставови, не се истакнува, не бара многу од животот, бара едноставно да има љубов, бара работа, бара да им храна и покрив над глава. Значи вреден, работлив, меѓутоа не е сентиментален. И на некој начин можеби тоа е одраз на тоа време и на таа околина во која што се одвива действието. Значи гледаме како што поминуваат децениите од време кога во тоа село доаѓа голема фирма со многу машинерија, со многу работници и почнува да прави жичарници, кои што подоцна се случува на експанзија и во повеќе долини, на повеќе места во Алпите се градат такви жичарници, кои што туристите ќе ги носат и ги чуваат на ридовите, на планините за да уживаат. И гледаме на прогресија, на трансформација на тоа местенце од обично село со една гостилница со калливи улици, како со текот на децениите се средува местото, се отвараат повеќе гостилници, се доаѓаат туристи и интересен е моментот кога се враќа како воен заробеник од Сибир, од Русија, се враќа, всушност не бил на Сибир, туку на Кавказ, се враќа Егер во неговото место и гледа како животот продолжил без него, едноставно не може не знае како да се вклопи, не знае, времето отишло напред, напредок, тој не знае каде се надој, каде е неговото место сега повторно. Значи би рекол дека иако навидом изгледа романот прилично обичен, прилично едноставен, би рекол дека плени неговата начинот на кој што е напишан. Значи ова е еден кроток роман, ова е еден благ роман, ова е еден мудар роман кој што не се наметнува, не се обидува за талер да не шокира, некакви пресврти да направи. Мислам дека денес мене барем ми фали денес во прозата, во белетристиката ми фалат такви романи кои што се бавни, кои што го прикажуваат животот таков каков што е, без некаква драма или не знам усилена возбуда или некои пресврти кои што само ќе нас забавуваат или ќе го привлечат нашето внимание, меѓутоа нема длабоко внатре да не придвижат или да не знам, да предизвикаат некакви емоции во нас. Така што ова е цел живот романот, значи
е многу фино напишан роман, може би на некој ќе им се допадне повеќе, на некој помалку, меѓутоа едно нешто што е сигурно во врска со овој роман е дека е многу фино добро напишан. Убав е преводот, и мене ми беше доста фино искуство читањето на овој роман. Значи, кога ќе го читате, ќе видите зашто станува збор и што сакам да кажем кога велам дека ова е многу фина проза. Значи, тоа беше накратко за овој роман, еден многу тивок, еден многу скромен роман во време кога, нели, како што кажав, се работи за хајп, се работи за предизвикување на привлекување на нашето внимание со некаква сензација или скандалозност или што и да е, многу скромен, но благ, но убедлив роман, убедлива проза. Ви го препорачувам, мислам дека нема да сгрешите ако го прочитате, најверојатно за оние што ќе им го привлече вниманието, веројатно ова може да се прочита и во една вечер, на едно седнување. Значи, тоа е за овој роман. Наскоро следува повторно нешто интересно. Ве поканувам, ако ви се допаѓаат овие видеа, да ги споделите на Facebook и да ме следите на YouTube, да стиснете subscribe и на звончето на YouTube, така што да споделиме љубовта за книгите. Чувајте се, држете се и се гледаме со народна рецензија. Чао, поздрав од мене.